А сега веќе време за нашата денешна утринка, тоа утринска гостинка, пардон. Утринка, да, зошто да не? Утринка будилка и утрека гостинка Јована Нешевска, а незина домаќинка секако е Слободанка. Јована инаку е логопед. И има една доста интересна тема на која што ќе разговарате денес. Да, добро утро прво до тебе, добро утро до гледачите. Оваа тема ја одбравме затоа што овој месец е за подигање на свеста што се однесува за афазијата, но повеќе за тоа ќе ни каже нашата гостинка. Да, Јована, добро утро и добре ни дојде. Благодарам на поканата и поздрав до гледачите. Да, овој месец е месец за подигнување на свеста за лицата со афазија и затоа ја одбравме темата за разговор. Да зборуваме токму за тоа, нешто малку подетално, затоа што за жал морам да констатирам и да кажам, имаме се почесто мозочни удари. Меѓутоа, зависно нели и од тоа до кој степен е, вие сте тука како тим да помогнете што се однесува за оние лица кои што го доживеале тоа за жал, имале проблеми или пречки да кажам со говорот. Меѓутоа, јас ќе го поздравам вашиот тим со оглед на тоа дека вие работите и на ова, меѓутоа и како логопеди, нели, работите и со најмалите дечињата за да ги совладаат сите пречки во животниот тек, поготово за на училиште кога ги подготвуваме и така натаму. Но како што кажавме, да, сега е овој месец, уште еднаш ќе потенцирам за да ја подигнеме свеста кај луѓето што се однесува за афазијата. Повеќе за тимот ќе ни кажеш ова утро, јас ќе го поздравам и потоа ќе продолжиме за ова за што зборуваме. Па да, тимота е Центар за рана интервенција и стимулација на деца и возрастни. Работиме со лица уште од најмалата возраст, најраната возраст, имаме и предгодинка, каде што ни доаѓаат дечињата, па се до возрастни лица. Тимот ни се состои од логопеди, дефектолози, психолози и педагози. Работиме индивидуални третмани. Да, голем тим сме сега. Да, се поголем и поголем тим. Па со секој гостување се надополнува плюс уште некој, така, да, психолог и така натаму. Да, имаме и психолози, педагози. Затоа сега работиме индивидуални третмани, меѓутоа работиме и групни третмани. Во склоп на центарот имаме и дневен престој кој што го водат едукатори од нашиот тим. И работиме со, како што кажав, со сите возрасти. Сега имаме возрастни лица со интелектуална попреченост, имаме лица со коклеарен имплант, имаме коклеарен имплант, што би значело поточно тоа? Зашто слушно помагало, да, затоа што пациентот да појасниме сепак, да. Да. Глувонем пациент е вграден коклеарен имплант и со него се работи и на потикнување и стимулација на говорот, бидејќи и благодарение на коклеарниот имплант почнува да слуша. Да слушаат. Меѓутоа, за сите овие кои што ги наброивме проблеми со кои што се соочуваат, без разлика нели за возрастната граница, вашите клиенти, да кажам, има и постои решение од ваша страна и вие како еден вака голем тим сте тука токму да им помогнете околу овој проблем со кој што тие се соочуваат, а би кажала е дека воопшто и не е ни мал. Меѓутоа, еве, ова утро ќе се задржиме токму на оваа тема, затоа што треба да си ја подигнеме ние свеста што се однесува за афазијата. И ајде нешто сега повеќе да конкретизираме за ова и да позборуваме, за да не слушнат и останатите. Се разбира и за оние кои што можеби во семејството имаат некој проблем со афазија и како вие како тим можете да им помогнете токму на овие. Да, често се случува и да не знаете каде да се обратат и затоа е битно многу да се подигне таа свест за лицата со афазија, затоа што и ти како тим во последно време доста се зборува за раната интервенција за аутизмот, а за афазијата во последно време почнува веќе да се подигнува свест и да се зборува од страна на стручните лица кои што се директно вклучени во процесот на рехабилитација на последиците од мозочниот удар и за тоа нели ќе кажеме нешто. И сега бидејќи живееме во време каде што е многу брз начинот на живот, многу стресни секојдневни ситуации имаме. За жал, да. Да, тука исто неправилната исхрана, недоволно физичка активност и човекот живее под константен стрес. И сега стресот директно не може да предизвика афазија, меѓутоа живењето со хроничен стрес може да го зголеми ризико за појава на мозочен удар. Тука да го појасниме хроничниот стрес, за да нели допре до сите, па да како може од него да се ослободи
водиме, затоа што, како што кажавте, како што кажа Јована, ние сме на ти, но добро, тој доведува најмногу до мозочните удари. Го зголемува ризикот, тука алкохолот, пушењето, исто така. Хроничниот стрес, значи постојан стрес, затоа што хроничен секојдневен. Да, секојдневен стрес, каде што... Дори тие луѓе не знаат ни да се релаксираат на некаков начин, за жал. Па да, физичката неактивност исто така може да придонесе. Многу е брз начинот на живот, многу е брз, секојдневни притисоци има, кариерно, сите луѓе, нели, се насочени кон кариерата, така да и затоа тој хроничен стрес многу може да го зголеми ризикот за мозочниот удар, кој што пак, нели, може да доведе до афазија. Сега, скоро па и да појасниме афазијата, еве за оние кои што не знаат, може би не се сретнале со афазијата и не знаат што тоа точно значи, ќе појасниме. Да, афазијата представува загуба или нарушување на јазичните функции поради повреда на мозокот или мозочно заболување. Сега, повреда или траума на мозокот најчесто може да настане поради ранување на главата или сообраќајни несреќи, но цереброваскуларно оштетување или заболување на мозокот, инсулт, односно мозочен удар, тоа представува тешко оштетување на мозочната функција, кое што најчесто е предизвикано од акутно расстройство на мозочната циркулација. Мозочните удари може да бидат исхемични или хеморагични. Сега исхемичен мозочен удар е мозочен удар кој што е предизвикан од обструкција на крвниот сад, односно обструкција затнување на крвниот сад, и тука е спречен протокот на крв на одредено мозочно ткиво кое што тој крвен сад го снабдува. Хеморагичен мозочен удар настанува како последица на руптура, односно раскинување на зидот на крвниот сад. Зидот на крвниот сад претходно е ослабен и доаѓа до раскинување на тој зид, крвта се излива во околното мозочно ткиво и го оштетува. И поради тоа во Македонија во последните години се почести и почести се мозочните удари, како што спомнавме, поради стресот, неправилна исхрана, последиците од COVID-19 исто мора да ги напоменеме, физичката неактивност. А мозочниот удар го загрозува животот, квалитетот на животот и нанесува доста штета и последици, кои што во помала или поголема мера влијаат и на квалитетот на животот, на начинот на животот, независноста на пациентот во извршување на секојдневните активности. Тука имаме и лица кои што претходно биле доста исполнети, насочени кон кариерата, сега имаат потешкоти со говорот и наеднаш се тие спречени, а знаеме дека неразбирањето или неможноста да го разбереме знае да биде доста фрустрирачки. Затоа и во третманот се вклучени повеќе лица. Ќе зборуваме и за третманот, меѓутоа да напоменам дека мора да е тој мултидисциплинарен пристап во третманот, тука да се вклучени логопеди, психолози, физијатри, невролози, невропсихијатри. Мора да има, од повеќе... Од овие, сега што ги споменавте, мозочни удари кои доведуваат до ваква проблематика, наречена и афазија, и за оние луѓе, лица кои што претходно биле активни во животот, си имале кариера, работни обврски и ете доведува до, како што кажавме, и една фрустрација, затоа што сепак тоа воопшто не може да биде лесно, ниту пак едноставно, за да се продолжи животот на сосем поинаков начин. Меѓутоа, мене сега ќе ме интересира следното, вие како тим, до кои резултати можете да дојдете, односно да го доведете клиентот, вашиот пациент, за да започне и дали може нормално да профункционира понатаму во животот, кој е тој период, секако зависно нели од ова што го споменавме, индивидуално, секако и за мозочниот удар, кој вид на мозочен удар, меѓутоа еве во глобала ќе појасниме за ова за што го споменавме, дали постои надеж. Да, секако дека постои, затоа сме ние тука. И затоа треба да се работи константно кон подигнување на свеста за афазијата, за пациентите да знаат каде да се обратат. Затоа што доста од пациентите се изгубени после тоа, изфрустрирани, многу... Ги примаат лекарствата и седат дома. Психички е многу тешка нивната состојба, затоа што претходно нормално си функционирале
и сега веќе тоа име нарушен некој тек на нормално функционирање. Еден зап да не заболи, па не можеме нормално да функционираме, не дај Боже, меѓутоа еве се случува. Се случува, пример, професори по математика сега да не се во можност да ги препознаат бројките, буквите. Да, тоа е многу тешко. И затоа и барам многу емпатија, сочувство, барам многу трпеливост, љубов кон професијата. Не би можел секој тоа да го работи. Да, и затоа е истрајност пред се, мора да се биде истраен, затоа што тој процес трае долго време. Колку време од вака Па долго време би требало, сега многу индивидуално јас за да кажам одредена бројка. За едно лице во моментов за кое што ќе се сетите и за неговите резултати. Па околу 5 години. 5 години. И повеќе, да. Трае долго тој процес, затоа што тука е нели психичкиот момент, мора да се работи мултидисциплинарно, а пациентите после мозочен удар, поради лесното заморување, брзо заморување, третманите се ограничени на почетокот од 10 до 15 минути. Затоа и подолг периодот. Да, се ограничени на почетокот од 10 до 15 минути. Меѓутоа се препорачува да се почести во текот на денот, доколку е можно. Семејството игра клучна улога. Многу е важна поддршката од семејството, затоа што некогаш пациентите не се способни, им треба помош да стигнат до логопедските третмани, доколку не се одвиваат тие дома или во домашен простор. Сега исто така семејството, логопедот и стручното лице мора да го едуцира семејството, за семејството да го пронајде вистинскиот начин и правилниот начин за комуникација со лицето со афазија. Затоа што понекогаш вие работите и со семејството на пациентот. Да. Не е можно да се работи, мислам, не е изводливо да се работи само со пациентот, мора да се работи и со семејството, затоа што семејството игра многу клучна улога многу важна кај децата, затоа што ретка е, меѓутоа може да се јави афазија и кај децата. Пред 3-годишната возраст или по 3-годишната возраст кај детето, нели тука и се дели на примарна и секундарна, и сега кај детето родителот игра толку клучна улога што треба да биде и котерапевт. Не е само родител, веќе и како терапевт. Вид на обука со родителите, како тие да работат на некој принцип со своето дете, за да дојде до подобрување во говорот. Верувам дека кај дечињата е полесно и за побрз период се доаѓа до резултати или? Па да, затоа што мозокот нели поинтензивно се развива, до 5-та година е најинтензивниот развој на мозокот, потоа не стагнира, се развива, меѓутоа со помало темпо. Така. Затоа и најважно е во третманот на афазија, морам да напоменам, да се започне што е можно порано со логопедскиот третман. Кај некои пациенти се започнува со рехабилитација во болничкиот кревет, кај некои кога ќе бидат испратени во специјалистичка установа за рехабилитација на говорот. Меѓутоа, многу е важно и од клучна улога да се започне што е можно порано, заради тоа што пролонгирањето влијае негативно и врз трајањето на терапијата и врз прогнозата. Да, затоа што нели и она како што се вели се што е на време е побрзо и можеме да работиме со пациентот, да се стимулираат, да се поттикнат функциите нели кои што се сочувани, меѓутоа и функциите кои што се оштетени. Во овој момент со колку пациенти работиме кои што се соочуваат со афазија? И како да подигнеме свеста, веќе зборуваме за тоа дека треба да биде вклучено семејството, дека најблиските, па и пријателите, зашто да не, со кои што сме комуницирале цел живот, сме се дружеле, и тие се важни во тој дел да се потикне пациентот за да знае дека еден ден, без разлика колку временски периоди да помине, сепак може да бидат видливи резултатите. Значи свеста е токму таа се навреме да се реагира и да не лежиме дома во кревет или пак да функционираме само во собите, туку има излез надвор од неа, затоа што помошта е надвор кај вас поточно и тука е свеста, подигнувањето на свеста, со оглед на тоа дека ова е месец за подигнување на свеста. Често се случува кога сме во контакт со невролозите и со бидејќи имаме нели соработка стручна, често пациентите не знаат каде треба да се обратат и се исплашени и затоа баш
така зборуваме стално, нели, со невролозите. Може би некој ви има кажано како не дознав за вас и порано. Да, верувам, да. Често се случува тоа, често се случува, да се исплашени, да не знаат каде да се обратат, каде да одат, па и затоа сме, нели, во контакт со нив и за да ги упатат и кај нас, меѓутоа и важно е многу да се зборува за тоа и да се подигне јавната свест за да знаат каде да се обратат уште кога ќе се случи. Само за крај би сакала редоследот да го кажеме со оглед на тоа дека вашиот атим е поброен сега. Прво работи логопедот со лицата кои што се соочени со афазија. Како оди редоследот? На крај доаѓа психологот и така натаму? Па најдобро е паралелно да се работи. Паралелно да се работи. Да го појасниме и тој дел. Да, најдобро е да се работи паралелно и затоа тој мултидисциплинарен пристап. Исто така тука се и физијатарот. Дефектолог може да се вклучи доколку е потребно, кај дечињата исто би требало, нели, да се вклучи дефектолог. Се вклучува, постојано сме во контакт со невролозите, невропсихијатрите. Така да тоа е препорачливо да е постојано паралелно, да целата таа соработка и постојан контакт. Како што и за другите, како што и за другите состојби, ние кај дечињата секогаш работиме паралелно. Значи доколку и можам да замислам како тим кога ќе ги погледнете без разлика колку да е потребен временски период, сепак кажавме дека и тоа си е индивидуална работа. Кога ќе ги погледнете резултатите дека се видливи, сигурно сте сите со насмевки и задоволни. Да, многу благодарам што бевте дел од нашата утринска програма, затоа што како што кажавме токму овој месец е месецот за подигнување на свеста за лицата со афазија и токму зборувавме за тоа. А Искра ќе продолжи со следните содржини, па се гледаме повторно и на некоја друга тема, затоа што имаме многу повеќе да зборуваме кога се работи за вашиот тим. Ви благодарам многу и на двете.